Заев, рековте дека нема да дозволите да биде погазена војата на мнозинството граѓани и 67 подписи дека Иванов мора да повлече одлуката. Што доколку тоа не се случи, што ќе предземете? Знаете како, сиве овие месеци, па и години позади нас, секогаш и вие новинарите, и ние од оваа страна на опозицијата, но пред се и над се граѓаните на Република Македонија, видоа дека има решение за се. Има и решение и за оваа состојба. Никогаш не сум ги кажувал преурането решенијата, но едно е сигурно. Трезвеноста и мудрата глава на нашиот народ не доведе да се спасиме од режим со пенкало и гласт. Треба да продолжиме така, трезвено и мудро. На тој начин ќе се докажеме и себе си, и пред нашите деца, и пред сите наши сограѓани, колку ја сакаме Македонија. Ја користам приликата уште еднаш да упатам апел до сите, со трезвени и мудри глави, внимателно по полека. Тоа што денеска навидум е горчина во душите, од утре отвара нови перспективи. По полека, чекор по чекор. Повелете. Катлюма од Алсат, дали ќе поднесете постапка до Уставен суд за оваа одлука? Секако нашите правни експерти, а многу често не помагаат и експерти надвор од партијата, ќе ги разгледат сите можности, да ги искористиме сите законски можности и аспекти што ни стојат на располагање, за да спречиме ваков државен удар и кршење на Уставот на Република Македонија. Други прашања, повелете? Господине Заев, што зборувавте денеска со лидерот на ДУИ, Али Ахмети? Дали нешто се договоривте, што понатака? Ние денеска со господинот Ахмети требаше да имаме прв начелен состанок после добивање на мандат. И за жал не успеавме да разговараме на таа тема, заради тоа што веќе бевме информирани за намерата на Ѓорги Иванов. Намерата беше да ги ставиме првите контури на работни групи, кои што ќе разговарат за сето оно што е пишан материјал, програма на владата, па дури да отвориме и расправа за ресори, можеби кадровски решенија или слично. Но не разговаравме за тоа. Само констатиравме дека е оврска сега на сите, со мудри и трезвени глави, чекор по чекор, да консултираме експерти, да апелираме кон граѓаните, навистина треба да ја сочуваме стабилноста, мирот и спокојот во Република Македонија. Парламентот. Немаме донесено се уште одлуки за следни чекори. Али Ахмети, дали ДУИ ќе ве поддржи да биде изгласана владата во собрание без мандат? Не зборувавме за тоа, зборувавме дека за вакви прашања треба мудро да размислиме кои се следните чекори, заради тоа што можеби некој очекува некој вид на контрапровокации, контрреакции или слично, ние тоа нема да го дозволиме. Разговаравме само за тоа што го соопштив. Следните чекори и одлуки што ние ќе ги донесеме, ќе ги соопштиме, верувам и другите политички партии ќе ги соопштуваат пред јавноста транспарентно, како што тоа и ние го правиме од СДСМ. Повелете? Има? Да, повелете. Добар ден, господин Заев, Јане Димески од Институт за демократија. Јавноста денови е преплавена со разни информации околу содржината на вашиот договор со Демократската унија за интеграција. Дали би можеле на јавноста да ја објасните што точно е договорено за да се спречат понатамошни некакви бранови на шпекулација? Јас на неколку пати јавно зборував многу транспарентно тогаш кога тоа беше возможно и кога имавме нешто конкретно. Сето тоа што досега е разговарано, се начела и принципи и се е во функција на зачувување на Уставот и во рамки на Уставот на Република Македонија. Сето тоа кое што е разговарано е заради зајакнување на унитарноста на Република Македонија. Документите кои што треба да произлегат од евентуален договор, кој што се склучува после добивање на мандат, а не пред добивање на мандат, се документи преточени во програма на влада, која што се доставува до Собранието на Република Македонија и распределба на одговорност преку ресорите во самата таа влада, доставено исто така до парламентот на Република Македонија. Доколку се добие мандатот, ние после тоа поминуваме на разговори на сите други детали. Важно беше да бидат утврдени сите наши позиции, нивни позиции, стојалишта во делот на наша платформа. Имаме многу значајна и убава платформа која што произлегува од животот за Македонија. Дадовме своји коментари под нивни платформи, разговаравме за употребата на јазиците
во Република Македонија, но сето тоа е принципи и начела зад кои што стоиме. Треба да работат експерти, стручни правни луѓе на сета таа документација, за да можеме транспарентно тоа да го објавиме пред граѓаните, да отвориме дебата, да дискутира парламентот, како што е редот во демократски процеси, како што се пропишани согласно Уставот и законите во Република Македонија. Повелете други прашања? Повелете. Ако може, што ќе стане со посетата на господја Могерини? Се надевам Македонија достоинствено ќе го пречека високиот представник на Европската Унија, заради тоа што господја Могерини доаѓа овде да изнајде решение како да помогне на нашата земја. Нашите граѓани, сите ние политичарите, тврдиме дека нема алтернатива за ова наша земја, освен полноправно членство во Европската Унија. Јас верувам дека утре ќе разговараме на средбите кои што имаме со господја Могерини за перспективите на Република Македонија. Јас имам и што да побарам од Европската Унија, кој што сакам да го испорачам така и на тој состанок, а тоа е секако интересот на граѓаните. Да и помогне на државата, да ги убрзаме процесите, да ветиме реформи и слично, од прилика и тука ќе се движат и темите на разговорот. Има говор во парламентот, ќе беше предвиден. Не, нема да има говор во парламентот, заради тоа што парламентот има една седница започната, незавршена. Логичниот редослед на работите беше да се даде мандат, да почне да се разговара за сите ресори во владата, за програма на влада, но и за председател на собранието. Република Македонија има собрание, но нема председател на собранието во моментот. Повелете. Арбана 927. Ме интересира, демонстрантите се веќе упатени кај вашето седиште. Кој е вашиот став во врска со овие протести последниве денови? Знаете како? Правото на протест е граѓанско право. Но секогаш како разумен човек и политичар сакам да ја слушнам логиката на разумноста за што се протестира. Република Македонија е мултиетничка земја и ние таква ја имаме наследене од нашите татковци и дедовци и таква ќе биде во иднина. Република Македонија може да биде се посериозно зацврстена во својата унитарност само ако го гледаме аспектот на еднакво општество и квалитетен живот подеднакво за сите граѓани. Јас не ја фаќам логиката на протестантите, сакам да ги видам кои се барањата или слично, но она кое што го имам како лично чувство, а обично чувствата не ме лажат, тоа е дека сите тие што протестират во суштина се изманипулирани наши граѓани, кои што всушност го штитат Никола Груевски и бандата околу него од појавување пред судовите во Република Македонија.